Добре вечер, драги мои. Што ќе зборуваме на ова топло време? Ќе се обидеме во идеолошката рамка што ја предложиме на почеток, да ни станува појасно што се случува и да не лажат нормално, да разјасниме приказната околу францускиот предлог 2 или Европската рамка за преговори за наш влез во ЕУ или спорот со Бугарија, кој се прекршува преку тоа. Сега ќе го разјасниме од правен аспект. Како изгледа документот, кои се консеквенции од документот, што може да се случи, што не може да се случи. И во таа смисла ќе разјасниме кои се точките кои нашата власт од разни причини не ги крие или ги превртува и припокрива со етикети идеолошки на по нивен вкус на предавници, одбрана на идентитетот и тие глупости кои тие ги дробат нон-стоп. Значи, ова ќе го направиме од причина што целиот документ, дури и кај еден голем дел од професори и опортунисти од државните факултети и природни факултети, на почетокот беше третиран како ова нема да пројде, нема клима и беше одбиван. Сега почнуваат полека да се раздробуваат тие гласови во гласови на поддршка, во гласови на разјаснување дека тоа баш не било така, дека власта не лажела, почна и они тоа да го зборат. А највеќе ме изненади тоа што 1/3 по нивните внатрешни испитувања на јавното мнение, 1/3 од ВМРО-вците внатре почнуваат да се колебаат и да го отфрлаат ова немрдање ни милиметар на премиерот, односно да заземаат став за можно решавање сепак на спорот со Бугарија преку прифаќање на Европската рамка за преговори. Која стана Европска рамка, сега вие всушност немаме ни спор со Бугарија, сега имаме спор со Европска унија. И оваа промена зборува дека сме ги раздробиле како со киселина тврдите квазинационални лажно-патриотски ставови и кај оваа партија, што е еден посебен успех, мислам, на јавниот збор, ако е тоа точно, ако се нивните анкети всушност точни, а не верувам дека се лажат самите себе. Сега ќе почнеме со еден мал вовед во смисла на какви се политичките приказни кај нас. Зашто се ова добива медиска линија? Никаква друга расправа не се води. Бидејќи за текстот на францускиот предлог не е водена расправа никогаш меѓу правници. Например, владата донесе своји 5 правника, па сега опозицијата или јавниот сектор да донесе своји 2-3, доста се 2-3 за нив, и да го расправаме предлогот со сите консеквенции. Па сега, ако искочи тоа стварно така, дека Бугарија има од протоколите, ќе видите, можност за второ вето, онда ние би се извиниле, рече стварно управо сте, се повлекуваме, тоа е замка. А ако не е така, тогаш тие ќе се извинат и ќе речат лажев македонскиот народ, многу се извинуваме за ова одолговлечување кој чини многу пари за нас и многу лаги. И срамота е всушност да го лаже сопствениот народ. Некакво извинување ќе смандрљаат и тие. Но тоа не се случи. Целиот тој предлог е одеднаш со лопати затрупан со квалификации, етикети и не фактички не можеме искрено да зборуваме за него. Кои се правните консеквенции? Што правните консеквенции? Него. Јас сега имам намера за вас да направам овде кратко и нема да должам многу. Значи, политичките прашања воопшто и ова, меѓу другото за кој ќе расправаме ние, во транзиционите земји кон демократија, каква сме ние, без големи либерални традиции и традиции на расправа во цивилната јавност за важните теми, одат низ медија секторот веднаш и веднаш со големи емотивни набои се тие. Веднаш се со емоции од голем тип. Набиени и креираат практично приказни и најчесто
ЕУ профилот е злобно коментиран како со конспиративни бои насликан. Тензиите со соседите се враќаат во игра, што е основна ВМРО-вска политичка мобилизација, некој да не мрзи. Потоа, со јасна тенденција да се продуцира страв кај населението кое ВМРО-вците го контролираат и да се манипулира со тој страв понатака и да се создаде тој компетитив авторитаризам, како се вика, или конкурентен авторитаризам, кој не е чиста диктатура, но се движи кон неа каква што ние живееме. Инаку сите авторитарци во регионот, од Орбан до Ердоган, преку Вучич и Нашиов, многу брзо и екстремно јасно сваќаат значајот на медиумите за овие приказни, овие политички борби да ги спроведуваат. Северна Македонија, ние сме многу слични на тие авторитарни режими, со една голема разлика. Со тоа што нашата економија всушност крахира многу побрзо и многу пожестоко, социјалните сфери и економијата во споредба со Србија, Унгарија, Турција, ние колабираме на економски план и иако ги користат и злоупотребуваат медиските мрежи, позицијата на владечката партија почнува да се троши интензивно, они паѓаат со углед. Може би опозицијата не расте толку многу колку што ние би очекувале заради смена на власта, брза, но имаме сега една ситуација кога постои големо опозиционо расположение, може би и не е соодветни опозициони институции да го преземат тоа расположение и да го претворат во политичка промена. Затоа малку ќе почекаме, сепак они поспоро растат од очекувањата, но истовремено падот на владечката авторитарна група е многу очигледен поради економскиот и социјален колапс, дури и кога ги злоупотребуваат медиумите на начин на кој ги го прават тоа. Нормално, во таквата ситуација на пад, кој они го евидентираат кај себе, интензивната алатка со која се користат е жесток дефокус, повторно враќање на старата националистички наратив, а тоа е дека сите ја мразат Македонија, дека сите конспирираат против нас, дека, да речеме, дури Европската Унија по зборовите на председателка Силјановска има идентити инженеринг прави со нашиот идентитет, демек се обидува нешто да измисли, направи од македонците посебно. Мислам, кој би се бавел со тоа, ама добра, ај сега тоа да не зборуваме за тоа. Или дека сме полни со предавници од натре или глодари, тоа е речникот на премиерот, кои либерали, ЛГБТ, луѓе, феминисти, предавници и така натака, една збирштина која нив ги руши, патриотите под наводници ги руши. Но тие одат доле секако, ние ќе бидеме брзо сведоци на таа операција. Она што сакам ја да го направам сега, овој националистички наратив се повеќе, се помалку им успева и дури тоа спо нивните оценки и нивните испитувања на јавно мислење е всушност и кај нивната партија се случува внатре. Значи, скоро 1/3 од ВМРО-вските внатрешни функционери се за разрешување на спорот со Бугарија преку прифаќање на европската рамка и тоа почнува да расте. Сега, меѓутоа, ќе се префрлам на тоа каква е таа европска рамка. Во правна смисла, не во овие политички проценки, како они лажат, што е последица од тоа, дали јавноста им верува или не, или како се помалку им верува. Сега да видиме правно што тој документ содржи. Францускиот предлог 2, како го нарекуваат, кој е сега веќе официјална европска рамка за преговори на Македонија за отварање на членството во Европска Унија, ние со тоа
преговараме, се состои од две групи на документи. Уствари, од еден главен документ и додатни протоколи кои не се дел од тој документ. Него тие протоколи одат во преговорите се отворени со Бугарија. Овој главен документ, што за нас е битен, се содржи од тоа дека Македонија треба да ги прифати основните копенхашки критериуми, сите критериуми што сите други држави ги прифаќаат за преговорите, да има реформи, значи, во таа смисла, тоа е прво. И второ, да има добрососедски односи со соседите и се споменуваат двата договора во тој документ основен, Преспа и договорот со Бугарија од 2017, дека треба во добра волја да се реализираат. И толку. Значи, тоа се нашите обврски од овој документ. Во таа смисла, основен услов од тие преговори е да бугарите се стават во преамбулата на уставот, македонскиот устав, како малцинство. Тоа е единствен услов. И тука се става точка на документот. Тоа е за нас обврската правна. И тој, ако не го оствариме, ние сме блокирани. Ако го оствариме, ние ги отвараме преговорите и почнуваме поглавје по поглавје да го отвараме. Дали тоа ќе оди брзо, за разлика од нашите реформи и кондиција, може да оди брзо, може да стигнеме Албанија, може да останеме зад неа, не знам, тоа зависи сега од процесот на преговори. Во тие процес на преговори, државите на Европска унија, како со сите други држави, може да имаат прашања, коментари и така натака, но тоа е нормален процес кој се отвара и за нас. Надвор од тоа, имаме ние два протокола со Бугарија околу тоа како ќе подобриме во детали односите со соседот Бугарија. Протоколите се по дефиниција помали државни договори, помошни државни договори, меѓународни државни договори, кои служат за подобра реализација на основниот договор. Тие немаат иста тежина како основниот договор. И сега тука лежи главната лага која власта ја гради врз нив. Она имено се обидува во овие протоколи, кои ќе ги објаснам што се одржат и кои се правните консеквенции од нив, сметаат дека има тајни ќошиња, скриени одредби или скриени интенции, намери на бугарската страна пред се, нас да не блокира во преговорите и да од тие протоколи и од нивното преговарање, на точките во нив, произлезе второ вето. Значи, првото вето ќе падне, ако ние ги прифатиме бугарите во устав, ќе почнеме преговори, а потоа од овие протоколи и нивното реализирање ќе произлезе второ вето или трето вето. Тоа е нивната теза, тезата на власт. Јас сега да кажам дека од тие преговори, односно од преговорите во протоколите, не може да произлезе правно второ вето, ни трето, ни никакво вето. И тоа пишува во нив. И дека тоа е енормна лага, една нечесна лага на власта, која она треба да ја објасни пред своите гласачи, на крај она ги лажи и своите членови ВМРО-вци. Имено, во протоколите, значи во тие помошни договори, има едно глобално, сега нема да ве гнјавам со детали, има едно 5-6 главни теми за кои ние со бугарите ќе расправаме, за да ги подобриме нашите односи генерално. Првата главна тема која сите ја знаете е работа на Историската комисија, Комисијата за историски прашања, историски образовни прашања, на така наречените прашања на споделената историја, на споделување на историските теми со бугарите. А ние имаме споделена историја со Бугарија, како што имаме и споделена историја со Албанија исто така. Воглавно. Второто прашање е блокада на било каков говор на омраза меѓу двете држави. Значи, државите да не стимулираат говор на омраза и да се симне топката од таа тензичност на релациите меѓу нив, што по суштинска нема проблем, но тоа е втората тема. Говорот на омраза и државното спонзорирање на говорот на омраза, кој треба да престане да се намали во процес. Ако таков има, може. Третата тема е, например, како ги третираме бугарите во историска смисла, речеме,
во Втората светска војна, како окупациона фашистичка сила во Македонија или нивно мислење дека се тие административна сила во Македонија, и тука имаме спорови со нив и расправаме како тоа ќе биде. Ние ќе расправаме за нив со тоа. Имаме наши аргументи за тоа. Четвртата тема се, например, отварање на комунистичките досиеа и евентуален прогон на луѓето кои се изјаснувале како бугари валја во Македонија, нешто околу тоа нив ги интересира. Ние исто така немаме големи проблеми со отварање на досиета, но тоа е содржината на справата. Јас само ја наведувам темата. Четвртата или пета тема која е, тоа е бугарските споменици во Македонија, употреба на бугарскиот јазик на тие споменици, така, ако такви има, расправаме за нив. И толку, некои други теми спорадични кои се поврзуваат за овие теми може да се отворат. Меѓутоа, што е сега поентата, правната последица? Ние расправаме за сите овие теми, највише ги интересира луѓето веројатно расправата на комисијата, и сега страните се задоволни или не се задоволни од тоа расправање и договарање со бугарите за таа тема. Може да биде, да речеме, бугарите, например, бугарите не се задоволни од темпото на работа на историската комисија. Они можат правно, ако не се задоволни, да напишат приговор до местото каде што ние ги отвараме нашите поглавја, тоа е Европската комисија. И да речат, ние не сме задоволни од темпото на работа на комисијата, македонците не блокираат, или имаат други ставови и не блокираат со тоа, тоа трае предолго, немаме резултати таму. И тоа е највише што може да направат. Да направат формален приговор, дека не се задоволни од работата во некој од овие 5 точки кои ги наведов, еве дав пример со комисијата, и да го достава до тоа место. Експлицитно пишува дека тоа не може да биде основа на блокада на нашите преговори во Европска унија, односно не може да биде основа за второ вето. Тоа е многу важно. Формална последица од расправа по протоколите, задоволство или незадоволство од таа расправа, е формален рапорт до комисијата за преговори дека некој од страните или двете страни не се задоволни, или една од страните не е задоволна, или друга страна не е задоволна. И толку може да биде. Не може да има основа за правовето. Тука власта лаже. Тоа не го отвара опште да се расправа, бидејќи оваа консеквентна која јас вас вие кажувам, ќе стане јавна. Тогаш ќе постои прашањето кон нив. Па добро, тогаш што е проблемот? Зашто сме ние насекирани? Зашто сте вие, зашто тоа го манипулирате? Дека Бугарија би имала второ вето. И сите тие прашања ќе се отворат кон власт. Тоа таа не сака да го дозволи и го блокира, ја блокира оваа расправа за протоколите. И тука е уклучен и тој бивши министер, несреќен Димитров, и тука плјампаат неверојатни глупости, дека тоа не е можно, дека тоа е не знам што, дека тука има замки, дека тука има тани клаузули, по она расправа што ја развиваат нивните квази експерти, дека 200.000 бугари, односно македонци што имаат бугарски пасош или двојно државенство, сега Бугарија ќе ги третира како бугари, ако ги внесеме во уставот, и разни глупости кои се со намера да не се расправаат правните консеквенции од протоколите, кои такво нешто не допуштаат. Толку, драги мои. Нема друга приказна, нема други конспирации, нема други лаги. Власта тука не злоупотребува, не лаже, безобразно не лаже, и за тоа ќе одговара во некој контекст политички. Јас мислам дека во еден момент они ќе легнат на брашно и ќе се сложат со овие уставните промени, бидејќи немаат каде да одат. Навистина немаат никакви аргументи за тоа, но очекуваат тоа да биде без нивна одговорност. Очекуваат да си го спасат образот. Бидејќи тоа во теорија се вика клоанг момент. Момент кога треба да ги проголтате сите глупости што сте ги збореле предходно. Да не употребам друг збор за тоа. Клоанг. Да го голтнете тоа со маслинов, без маслинов зетин. И во тој момент кога треба да го голтнете тоа, они ќе побараат помош од опозицијата, ќе побараат помош со голема коалиција или таков некој сојуз да може да ги протуркаат уставните промени.
Јас можам една скица на очекувани промени да направам за вас, која не се однесува само на ова, но како власта ќе го доживее тој клоанк момент. А тоа е кога Европската унија ќе го заостри фокусот врз нас, кој го нема во овој момент. Во овој момент Европската унија ги презира нашите политичари, бидејќи не разбира што сакаат тие да постигнат. Знаете, има еден момент кога они разбираат, ако вие имате објективни интереси и во договорот не можете тие објективни интереси да ги постигнете и го одбивате договорот. Тоа разбира Европската унија, не можеме да ги притискаме, стварно немаме добар договор за нив. Но во овој договор, они гледаат дека све што ние практично бараме, го има во договорот, реализирано е во наша корист. И не може да сватат што ние повеќе бараме. И затоа не презираат. Вика, овие очигледно имаат некоја друга агенда и ни го трошат времето. И парите и се, да ги слушаме. И затоа не одбиваат. И вика, имате услови, бе. Ајде, тргајте. И тоа е нашата позиција сега, во овој момент. Во фокусот на Европска унија кон нас ќе настане од безбедносни причини. Кога ќе се заврши војната со Украина, тоа е отприлика оваа година, веројатно, почетокот нидната, фокусот на Европска унија без Америка, пошто Америка е пасивна, не е веќе активна, ќе биде врз границата со Русија, која оние третираат како закана. Тоа е фортификација на границата, они имаат сега пари, имаат нов буџет од 800 милиарди евра повеќе за таа фортификација на границата кон Русија. Фортификацијата обезбедување и замена на американците по таа граница. И втората акција што ќе ја направат е фокус на слабите точки во Европа за можно руски продор. А тоа е Србија, Македонија, Молдова и Босна секако. И во тој контекст, таа листа на земји кои се слаба точка, ние сме најлесни за притисок, безбедносен, бидејќи сме членка на НАТО, и второ сме најлесно за притисок, бидејќи ги имаат пофаќано веќе коруптивните линии на премиерот со Србија. И они ќе ја користат таа корупција на власта и на премиерот со Србија, пред се од енергетски аспект, од аспект на увоз на струја, го имаат тоа фатено веќе, тоа го знаат и нашите овде во опозиција, а камоли европјаните и американците, и ќе користат тој притисок кон него. Значи, ако не сакаш да бидеш на црна листа по оваа корупцијска линија, овој процес на промена ќе го прифатиш во краток рок. И тоа он ќе го направи без никаков проблем. Од друга страна му зрее ситуацијата и во партијата за тоа да го направи. Веќе во партијата има елементи за решавање на бугарското прашање. И во тој момент ќе побара сојуз на тој начин ќе обора. Дали после тој сојуз и после таа промена ќе одат на избори, нема да одат на избори, тоа не е помалку важно. Важно е дека ние ќе влеземе во процесот на преговори со Европска унија и тоа е најважно за нас. И во таа смисла, дел од ова што сега јас ви го зборував, ќе го испитаме со два соговорника. Прво едно прашање, зошто ВМРО е од пробугарска, сега просрпска партија и каде се движи, како е тоа возможно? Може би со Љупчо Георгиевски малку ќе позборуваме. И со нашата филозофка Катерина Колозова, малку за повторно за ова релација со Бугарија, пред се во научна соработка, колку ни штети овој статус кво со Бугарија и како се незините искуства со соработката со научна и нетворкинг со бугарските колеги. Но тоа во едно продолжение на овој серијал. Ви благодарам многу.